Ова е емисијата 360 степени на Алсат. Македонија тагува за 15 животи што згасна во стравотниот пожар во модуларната ковид болница во Тетово и ги чека одговорите на прашањата. Што го иницирало огнот? Како толку брзо изгорел целиот монтажен објект? Имало ли пропусти при неговата изградба или при неговото одржување? Што барале лица однадвор во објектот? Ке понесе ли кој одговорност за трагедијата? Овој настан, кој временски коинцидираше со одбележувањето на 30 годишнината од независноста на земјава, како да ја потврди пораката одговорот на председателот Стево Пендаровски по тој повод дека јубилеот е можности за колективно преиспитување на нашата совест. Или како што рече Пендаровски, цитирајќи го Мисирков, што направивме и што треба да направиме во иднина. Искрениот и реален одговор е дека ова е прашање за секој еден од нас, но најмногу за сите досегашни политички раководства, порача шефот на државата. Пендаровски е вечерва гостин во 360 степени. Добре дојдовте, благодарам што ја прифативте поканата за овој интервју. Во период во кој што некои носители на јавни функции некако многу индикативно исчезнаа од јавната сцена во овие 2 дена. Добро, може би вами ви е и полесно, затоа што ниту директно, ниту индиректно не сте имплицирани во овој случај, во оваа голема трагедија. Вчера дадовте една изјава во Тетово при посетата на местото на трагедијата дека за одговорност треба да се почека исходот од истрагата. Зошто? Затоа што во таа изјава зборувам за еден тип на одговорност. Зборувам за кривично правна одговорност. Зборувам за таа така наречена колку е објективна одговорност. Има 2 типа на одговорности, особено зборувам за носителите на јавни функции и субјективна одговорност, морална или политичка одговорност. Јас зборувам дека додека не заврши истрагата, не може да знаеме кој е виновен, ако воопшто некој е виновен, може да е технички дефект, например, и дали постои човек која може да ја понесе таа вина. Затоа мислам дека треба да ги оставиме истражните органи, а неколку се инволвирани во тоа под раководство на јавниот обвинител. Но за ова другата одговорност, за субјективната, за моралната, тоа е категорија во која човек од страна не може никому да сугерира. Тоа го имаш во себе, имаш некој праг, после кој велиш јас по ова не можам да бидам, не знам, раководител, директор, министер, председател. И тука не може да некој да му сугерирате. Тоа е лично чувство. Дали со оглед на она што го чувствувате, понатаму не можете да ја вршите таа работа. Председателе, дали е лично чувство или е сепак и дел од некаква демократска традиција, демократска зрелост, демократска пракса, кај нас не се воспостави? Има само еден пример. Има еден пример, 1994 година. Да. Тогашниот министер Антони Пешев, единствен досега од тоа високо политичко ниво, поднесе оставка од морални причини. Јас имам разговарано со неколкумина членови на таа влада, години подоцна. Тие, например, во тој момент сметале дека тој не треба да поднесе оставка од морални причини. Тоа не е битно. Што вие мислите, за мене е небитно во овој контекст. Ако ме прашувате лично, кога не дај Боже би бил ја или било јас конкретно во таква ситуација, тие што ме познаваат го знаат одговорот, ја не би чекал ни секунд. Би поднеле оставка од морални причини. Од морални причини, да. Да, знаете логиката дека треба да се чека исход на истрага, вие велите не била во таа насока вашата изјава, може би беше на министерот Филипче, за евентуално да се побара или да се понесе одговорност, оди контра логиката ете на примерот на Пешев, бидејќи откако отпосле се утврди дека била пилотска грешка причината за падот на авионот, по таа логика Пешев требаше да се врати за министер, а не се врати, бидејќи понесе морална и политичка одговорност. Тоа се различни категории. Различни категории, за жал, ние до ден денешен не ги препознаваме дури на нива на исклучоци. Гледате, зборуваме за 30 години независност и само еден случај на висок функционер. При тоа веројатно не треба да го имаме во видокругот само министерот за здравство. Таму примарно води оваа дебата кога зборуваме за морална и политичка одговорност, но веројатно тука треба да го вклучиме и директорот на Тетовската клиничка болница, особено што ДУИ има една нарав да игра улога на влада во влада. Па сега Флорин без Сими, не знаеме дали на вистина шеф му е Филипче или шеф му е Али Ахмети. Знаете, за жал, тие така наречени неформални двојства во раководењето сме ги имали и години назад. Ја не сакам да спомнам имиња, меѓутоа имаше еден министер пред
15-16, може би пред 18 години, кој јавно велеше дека премиерот тогашен не е надлежен за него. Туку е надлежен неговиот партиски лидер кој го предложил на таа позиција, тој пост. Така што за жал тоа се работи исто, тоа е исто демократска традиција, демократска култура и колку ние ги почитуваме законите, бидејќи двојство во армијата каде што сум ја врховен командант, според устав не е дозволено. Исто тоа не е дозволено на сите други инстанции. Вие овде имате, иако сте медиум, по дефиниција треба да сте по-слободарска инклава. Поентата ми е дека сега оправдано фокусот е на Филипче, но прашањето е дали Филипче можел да го разреши без Сими, без за тоа Амин да даде Ахмети. Тоа знаат подобро оние кои практично раководат владата. Она што е значено е дека има одговори на ова ниво сега што вие го спуштате или го дислоцирате од министерско или политичко, кај раководителите во болницата, има неколку прашања кои заслужуваат што е можно побрзо одговор. Главното прашање кое се наметни, најчесто беше поставувано е околу тоа дали е точно дека внатре било кој од роднините и пријателите на оние што биле хоспитализирани можел да влезе кога сака и да излезе кога сака. Значи, не зборам од аспект на другите протоколи. Меѓутоа, вие на тој начин директно го ширите вирусот. Ако стварно влегувате и излегувате... Има една дури порадикална теза или сознание, тоа е дека приемот на болни во модуларната болница бил условен со придружба од роднини, што е уште пострашно ако се покаже за точно. Предпоставам дека немале доволно медицински персонал. Иначе не знам зошто би го... Ама тоа е недозволено. Апсолутно. Тоа повлекува по одговорност на другите структури во рамки на министерството кои се и не само на министерот. Разбирате, ако е тоа точно. Ако бидеме искрени, има различни искуства во светот, различна пракса, дури и во најразвиените демократии. Не знам колку е соодветно, но еве го паметиме сите неодамнешниот терористички напад кај аеродромот во Кабул. Па да речеме Лојд Остин не даде оставка затоа што може би лошо била организирана, логистички поставена целата одбрана на аеродромот во Кабул, така што има различна пракса. Може би е несоодветна, велам, споредбата. Несоодветна е сигурно, меѓутоа постојат некои западни сериозни медиски извори кои велат дека сериозно размислил да даде оставка. И да не влегам се во дополнителни шпекулации кои ги има во тие текстови, тие прилично сериозни западни медиуми кажуваат или шпекулираат зошто не дал оставка од морални причини. Зошто не дал? Па има и тука и други политички фактори кои се побитни од него, веројатно, во тој дел. И други кои се инволвирани, значи постојат локални команданти кои организираат таа одбрана. И така натаму и тоа е Америка. Со целосна ограда дека вие не сте дел од истрагата, се разбира не ни можете да бидете, но имате ли сознание за текот на таа процедура? Вчера во Тетово изјавивте дека сте зборувале изворно со обвинителот кој што ја води таа постапка. Дали дополнително денеска се информиравте евентуално? Не, немам дополнително ништо добиено, ни писмено, ни усмено. Тоа го чув вчера, ми информира на лице место, бидејќи обвинителот кој ја води истрагата од Тетово беше на лице место и разговарав со него и со раководителот на противпожарната служба која дошла на помош тука и тие информации ги имам од нив. Ова што го имам во однос на обдукцијата, тоа го добив по службен пат од другите органи во владата. За тоа докаде е обдукцијата, односно кога ќе почне идентификацијата на луѓето. Да. Најавено е доаѓање на германски експерти кои што би се вклучиле во тој дел на расчистување на случајот. Според соопштението од владата, тие експерти би соработувале со МВР, а така индиректно со истрагата на јавното обвинителство, иако се уште формално мислам дека и нема истрага во кривично процесна смисла, тоа е се уште пред истрага. Во соопштението од владата нема временски рок во кој што би пристигнале експертите од Германија. Дали вие имате информација кога би се случило тоа? Не ги без да ја апострофирам државата, мене вчера ми беше речено дека тие ќе дојдат практично до крајот на оваа недела, најверојатно до крајот на оваа недела, а можно е да дојдат и некои други експерти и побрзо, значи за 48 часа. Меѓутоа германските експерти од тој многу со висока репутација институт за криминалистички истражувања, тие би требало да дојдат, значи во рамки фразата која користат е во рамки на неколку денови. Може да има различни толкувања на тоа, условно кажано странско инволвирање, иако соопштението на владата сака да зборува за сојузник од НАТО, што и де факто е Германија во овој случај. Мислите дека може да придонесе за објективизација на истрагата, за доверба
во неа, бидејќи ние често патиме од тоа во јавноста да останат дилеми дали сме ја дознале вистината. Гледайте, прв пат, според моите сознание, кога странски експерти, то баш германски експерти, покрај другите, доаѓаат и ни помагаат, ајде да ги наречем во ранг на еден тип на неформален стручен консултант, беше за атентатот на Глигоров. Че веќе наредниот ден дојдоа луѓе и од нивната служба за надворешно разузнавање да понудат сознанија и од ова иста ДБКА е кратенката на ова служба за криминалистички истражувања, министер. Нашите граѓани треба да знаат дека истрагата ќе покаже онолку колку што нашите домашни органи ќе истражат. Ќе сакаат да истражат, ќе бидат стручни да истражат, ќе им биде дозволено и така. Зошто е добро да има странски експерти? Ја тоа го реков и вчера во изјавата од Тетово. За да нема никој сомнеш дека може нешто да се прикрие, бидејќи тие тука се објективно во статус на монитори. Тие наблюдуваат. И ова да го знаат нашите граѓани. Ниеден странски експерт нема право по нашите закони, тоа никаде во светот не е така, да презема самостојно истражни или предистражни дејствија. Може само да присуствува. Еден познат случај, да ја вратам години наназад, беше дадена наредба да се ексхумираат 10 убиени во Љуботен. Таа 2001. Дојдоа луѓе од истражители, ги нарекуваме, од Хашкиот трибунал и само присуствуваа покрај гробните места, наши форензичари ја вршеа таа работа. Значи, добро е од аспект на мониторинг, тоа е, знаете, слично како кога знаете дека Советот на Европа почесто опсе некој пат американската или некоја друга амбасада во Скопје мониторираат судски случаи, особено оние така наречениот поголем калибар. И тука не можете да криете некои работи. Но истрагата ја водат наши органи. И ако има ефект на крајот, треба да им пружиме рака на нашите органи. Ако нема ефект, треба да бараме одговорност од нашите органи. Вчера рековте дека засега нема индиции дека настанот би можел да биде намерно. Тоа е моја надлежност. Меѓу другото, значи ја немам врска со овие другите истраги, би ме интересирало затоа што се појавија веднаш спекулации сега со социјалните мрежи, не може човек да ги постигне тие, да ги прочита тие шпекулации и конспирации, дека ова се случило истиот ден, практично истиот временски период кога ние славиме 30 дена независност, па тоа има политичка порака од оние кои не им мислат добро на Северна Македонија и така натаму. Дека е подметнат намерно пожар. Подметнат намерно во тој тајминг, в тој ден, знаете. Практично тоа се случува некаде околу половина час од кога заврши ова прославата, дефилето. До овој момент ги имам информациите и од службата за внатрешно и од службата за надворешно разузнавање, нема никаков индикатор, не доказ или нема ни полусознание, ништо дека станува збор за пожар кој е подметнат од политички причини. Сакав и да ве прашам дали на некое друго ниво се вклучени безбедносните служби во овој случај? Од овој аспект, само од овој аспект. Дали е некој, дали наш, дали странски државјанин би имал интерес или комбинација на двете категории да направи таква работа, да иницира, да плати за таква работа, да изменаџира, да прикрие траги потоа и така натаму и така натаму. Меѓутоа велам само во тој дел. Независно како ќе се одвиваат работите, можеме ли да сметаме дека вие од позиција на морален авторитет во општеството, во нашиот политички систем, ќе инсистирате докрај овој случај да се разреши, да се знае што се случило, ако има виновни тие да бидат изведени на суд и казнети? Срамота е, ако се бара, благодарам за квалификацијата за моралниот авторитет, меѓутоа срамота е ако бараме некој морален авторитет да им каже на органите државни да си ја вршат својата работа. Срамота. Ако пресато ви дава таа моќ, тој авторитет, тој легитимитет. Јас сум зборувал и ќе зборувам. Сакам да ви кажам дека ние од време на време и кога избиваат вакви големи трагедии, ова е една од најголемите веројатно со децении што ни се нема случајно, ние тогаш почнуваме да зборуваме за капацитетот на нашите институции да истражуваат до крај различните органи инволвирани. Еве да ве вратам, неспорно е дека ќе го направам тоа и во наредниот период. Здравје Боже, ако видам дека во истрагата нешто забавува или не оди темелно и реално како што треба до крај. Се поставувавте во таква позиција, да речеме, во време на ковид кризата. Излеговте отворено со критика, веројатно потоа некому не му беше право за тоа, но на крајот на криштата тоа е вашата задача. Не бегам од таа врска, имам внатрешно чувство дека тоа морам да го правам независно што немам никаков однапред сомнеш према конкретни институции дека нема да ја завршат таа работа до крај. Немам. Меѓутоа им давам полна поддршка да ја завршат затоа што, знаете, имаме многу инстанци, сакам да се навратам на некој од нив, имаме многу инстанци
па и изминатиот период, па и години наназад, ќе ја вратам на еден стар случај, во кој луѓето, обичните граѓани, генерална јавност, што ја нарекуваме, останаа збунети и со прашали дали е нешто завршено и кој е воопшто виновен за таа Вчера работа. ве праша за случајот со Дурмотур, со Со Дурмотур. автобусот. Например, Да. ја, ако верувате, еве, да не како председател, како граѓанин, ја не знам, навистина, во која фаза е сега тој судски процес. Навистина не знам. И замислете какви се информациите на обичните граѓани, таму ми се чини дека 16 луѓе загинаа. Да ја вратам еден многу години назад, еден случај за кој, еве, верувајте, треба да гуглам на интернет, и вие веројатно исто така да видиме. Што има податоци пред 16 Да, години, прашање. гледайте. Дали се сеќавате, ова само едно нека, што велиме случај по случајен избор. 15 бугарски туристи се утопија, се удавија во Охридското езеро. Имаше процес, претходно имаше големи сомнежи дали таа доградба на бродот заради која се превртел е атестирана на правилен начин, кој дал дозвола такво пловило воопшто да исплови, или може би било се во ред. Ја еве да ме прашате ден денеска, не знам дали, верувам, уште помалку генералната јавност, дали некој воопшто одговараше и колку одговара, може одговарал. А знаете, се создава многу такви настани, создаваат пластови и на врвот на тоа имате зачудениот граѓанин кој вели најверојатно се платени, ништо, дури и кога е се одработено со врвна професионалност. Случајот е парадигматичен и поради дадената, понудената оставка од тогашниот министер за транспорт, Да. Јана Киевски, до премиерот, кој што потоа не му ја прифати Кој што не ја прифати. Барем ја понуди. Барем ја понуди. Да ве вратаме на некои понови случаи. Имаме абсурдна ситуација од човечки, од правен, од политички, од кривично правен, кој сакате аспект, со овој последен случај познат као Кичаец. Ја не сум чул, не сум прочитал вест во било кој светски медиум дека се случил таков настан на било кој континент, дека човек кој е во притвор направил сообраќајка. Барем да го во затвор се извинувам, направил сообраќајка. Барем да го возел затворското комби, има и такви работи кои разнесуваат, работа на дистрибуција на продукти. При тоа бил со двајца странски државјани. Бил со двајца странски државјани. Тоа посебно ме интересира и од аспект на ова што сега го работам. Кои се тие странски државјани? Дали може би едниот од нив не е двоен државјанин? Македонски и со тоа другото. Тоа ќе биде многу интересно да се види, али да оставиме истрагата и тука да каже до крај дали е ова точно. И навистина не може да разберам и како правник меѓу другото, да на човек кој е во затвор служи во тој момент или треба да служи затворска казна, вие му давате мерка притвор. Човек кој е во затвор добива мерка, тој треба да се врати во затвор. Притворот е мерка за да го обезбедиме лицето, тие три основи да не ги направи. Тој е во затвор. Не може да му даш притвор. Таму изворишниот проблем е веројатно како воопшто тој заврши во струга, во отворено затворско одделение, со право да се движи надвор. Е истиот случај. Сосема накусо. Тоа е постојано во градот. Сосема накусо за истиот. Една друг аспект на тој случај. До ден денеска ја не знам кое соопштение е покредибилно. Дали она која вели дека добил 30 дена отпуст, да биде на слобода, затоа што тој имал аритмија, или затоа што мајка му имала здравствени проблеми. И, значи, зборувам за соопштенија кои се лиферувани од официјални институции. Тоа мора да се расчисти. Тоа мора да се расчисти, просто кажам. Особено ако некој има потреба од такви дополнителни исследувања, кардиолошки, да вози автомобил, да вози со патници со себе и така. Навистина многу апсурди. Не би сакал да влегувам во патетика. Најмалку сакам тоа да го правам по повод вакви трагични случаи и во време кога имаме национална жалост прогласена. Меѓутоа, ако за аритмија се дозволува 30 дена отсуство, имаме луѓе, имаме и жени во затвор, бивши функционери кои своите деца 1-2 години не може да ги видат, не може да викенд да добијат, освен преку затворските решетки, и тоа не е правилно и не е праведно. Синот на првиот председател на независна Македонија, Киро Глигоров, синот е Владимир Глигоров, своевремено го навлече гневот на јавноста со еден свој текст во кој што алудираше дека наместо држава, како напише тој, имаме модус вивенди. Овој негов став кој подоцна самиот некако го релативизираше, може би звучи претерано, но некако ме води до делот од вашиот говор по повод 30 годишнината од независноста, во кој велите јубилејот е можност и за колективно преиспитување на нашата совест, при тоа цитирајќи го Мисирков за македонските работи, што направивме и што треба да направиме во иднина. Моето прашање во тој контекст би бил, имате ли и вие чувство дека сме држава на импровизации?
шампиони на импровизации. Јас Дури во- во контекст на јас- сето ова да. што сега ни се случи. Јас во мојот говор направив намерно, посветив еден цел пасос и половина на таа дилема, бидејќи многу ми навела дали ние ова го заслуживме, можеби не требаше да бидеме независна држава и се избрукавме или го испоганивме тоа што оние го направија, генерации пред нас го направија. Меѓутоа, ја правам тамо јасна дистинција и тоа сакам да го повторам и овој пат. Предпоставам дека оние кои го читале говорот, вие сте неспорно еден од нив, внимателно, ја прават таа разлика, че ја воопшто квалитетот на нашето живење, народски каже или латински кажано модус од вивенди каков ни е кај нас сега, не го врзувам воопшто со тоа дали требаше да имаме држава. Тоа за вас е неспорно. Неспорно. Значи, гледате, кажете ми што ќе беше подобро од овие сите случаи, само 2-3 што набројав. Значи, од болницата во Тетово, од овој што е во притвор, односно во затвора, прави сообраќајка, па Илинден, Бродот и така. И можеме да набројуваме така. Што од ова ќе беше подобро ако бевме под нечија друга власт? Ако останевме во некоја скратена Југославија, ако бевме во некогашна Југославија. Значи, не треба да мешаме периоди, епохи, констелација, политики и идеологии кои беа многу различни. И кажам, прашањето дали ја заслуживме независноста не ни е оправдување, меѓутоа ако еве малце ни е полесно го поставуваат граѓаните од секоја, ви повторам, од секоја бивша комунистичка држава. Вели, порано се живееше попредвидливо, постабилно, побогато и бевме посреќни. Меѓутоа, немаше алтернатива македонската независност. Македонската независност немаше апсолутно никаква алтернатива. Значи, навистина не верувам дека одлуките кои ги носиме во Скопје денеска се лоши затоа што ги носиме во Скопје, а да бевме под власта на некој си Белград, ќе беше подобро. Моето прашање за тоа дали сме држава на импровизација го антиципира овој ваш став, дека независноста е неспорен факт, веројатно факт кој што не треба да се доведува во прашањето во смисла во која што вие, меѓу другото, реторички го поставувате прашањето кој што многу други го поставуваат. Моето прашање до вас исто така би било, има ли нешто за што вие лично сметате дека вие би требало да ја преиспитате вашата лична совест од позиција на шеф на држава? Бидејќи вашиот апел е до сите. Предпоставам тие сите ве вклучува и вас. Апсолутно, ја тоа постојано го кажувам. Значи, постојано го кажувам. Во тој дел, во тој истиот пасус, ја велам, зашто денеска прашувам, тоа што денеска имаме 450 евра плата, немаме 1000, например, како што има 1100, како што има Словенија. И други работи. Какви се услугите кои државата ги испорачува на граѓаните, што е на прилично ниско ниво, односно оно што е просек во Европа, тоа е неспорно. Или тие се легитимни прашања и треба нас да не адресирате. Што вие во вашиот мандат сте направиле и кај не сте направиле нешто, сте морале да направите. И тоа сега се враќаме на примарната дилема. Независноста не е проблематична. Мене во ниеден контекст. Примарната дилема. Каков е квалитетот на политичките елити? И сега ви кажам не као председател, сега ќе се обидам да ви кажам као професор по меѓународни односи. Квалитетот на политичките елити и на политичките раководства е отприлика некаков си пресек од граѓаните, од народот кој живее тука и кој ги бира. Сите ние, ја прв, ние не сме спуштени со падобран тука на овие позиции, нас не бирале некои луѓе. Значи, сакам да кажам, невозможно е да имате слаби политички елити, а народ со сосема поинаква политичка култура. Или граѓани кои не велам дека не заслужуваат подобро. Меѓутоа, ние имавме неколку ротации во демократијата, 3, 4, 5 ротации. Имавме обиди неколку и за трети политички сили, и сите тие, на крајот, ова е резултатот. Подведувате црта и гледате дека ние сме посиромашни него што бевме во поранешна Југославија, услугите кои тогашната држава социјалистичка со сите идеолошки бои ги пружаше на граѓаните, ги пружаше подобро, а велам немаше друга алтернатива во делот на државноста во споставување. Треба се, меѓутоа мислам дека при тоа треба да се погледаме самите себе си или во огледало или во очи и да кажеме некои работи. Дали можеше подобро? Можеше подобро. Ние можеме да утре да набројуваме. Имавме во 90-тите, 1994 ембарго 2 пати од Грција, во вкупно трајање од 18 месеци. Во тоа време по странски експертизи GDP-то паѓа за 20%. Нашиот вкупен продукт е намален за 20%. Имавме 2001 конфликт, војна со девастирачки ефекти во делот на економијата, во делот на квалитетот на живењето. Имаме потполно незаслужена блокада према евроатлантските интеграции и десетина и кусур години од Грција, сега почнува најновата со Бугарија. Тоа се одразува на атрактивноста за инвестирање и, она што ја го кажувам исто во говорот, пред наши очи се формира најголемата опасност на нашиот опстанок и иднина, иселувањето, масовното иселување на граѓаните.
Во делот на преиспитувањето на личната совест, јас би ви дал еден пример. Да речеме, законот за изградба на автопатите од Американско-турскиот конзорциум Бехтел и ЕНКА. Имаше реакција од антикорупцијската комисија, имаше реакција од граѓанскиот сектор дека тој е полн со потенцијал за корупција. Вие сепак решивте да го подпишете указот. Зошто не го вративте, да речем, законот на уште едно преиспитување во собранието? Еве зашто. Законот не е финален продукт. Затоа што во законот има одредба која вели деталите на договорот со овој конзорциум од две големи фирми ќе ги прецизира така наречениот преговарачки комитет, во кој нема да влезат само министри од влада. Значи зборувам за цена, за услови под кои ќе се гради, темпо на градење и така натаму. Значи суштинските елементи на тој договор, ова е практично лекс специјалис кој треба според моје обедување да обезбеди репутацијски фирми со репутација кои побрзо би го направиле тој автопат, тие автопати, тргнувајќи од лошото искуство со Скопје Кичево и со тие изведувачи тогаш. Значи само во делот на брзината на изведување. Инаку во делот на она што е главната забелешка на антикорупцијска. Ја и денеска тврдам, сум го тврдил и порано, ќе го повторам и понатаму. Груевски има лекс специјалис за Кичево Охрид. Тие по снимките што ги слушаме, 15% ли се, милиони ли се, кои мислам дека исто така не се судски докажани за жал. Зборуваме за Трае тој процес, да. Така трае, за жал трае, 5-6 години трае. И на крај ќе се погоди некој поротник кој на 60 години заминува пензија, ќе го вратиме назад, како што вративме и многу други случаи, крупни, така натака. Значи, Охрид, Кичево, патот е правен како што е правен, знаеме. Нема многу, така ги нарекуваат тие градежни ситуации, не знам, требало да има тунел, требало да има мост. Наводно, многу работи биле погрешени, со цел да се дотураат пари за тие што ја работава, а еден дел да оди за оние што тоа го нема во законот. Ако тебе ти лепи раката као политичар или ако имаш намера за коруптивна сделка, ти не го ставаш тоа во закон. Не го ставаш тоа во закон. Еве да ви кажам уште еден доказ зашто мислам дека тоа не е со самиот текст на тој закон, таквиот закон влез во корупција. Меморандумот за разбирање со Бехтел и ЕНКА е потпишан во присуство на американската амбасадорка. Мисли ли некој дека американската амбасадорка или Америка као држава би дала поддршка за текст кој е самиот по себе коруптивен? И ова е мојот предлог кој го кажам и слушам од антикорупцијска дека имаат замерки дека тоа се коси со нивните надлежности, може да биде судирен интерес, ја тврдам дека не е. Место да чекаме преговарачкиот комитет со некој состав во кој нема луѓе од НГО-та, во кој нема луѓе од експертиза, луѓе надвор од владата, кои не одговараат на премиерот и на министерот за транспорт, чи луѓе кои се независни, па и странски експерти, зашто да не. Значи, наместо да чекаме тоа да си го направат тие, како што велиме, предпоставено коруптивно, па да реагираме од после, кој ќе биде формирано тоа со сите детали, влезете предходно и кажете ова и ова е основа за корупција. Бидејќи тоа може да биде основа. Например, километарот ако е не знам колку по такви земјишни конфигурации. Да ви кажам дека за таква работа има предходно исклучок кој го не го пишува во ниеден закон. Сега и во законот се дозволува таква можност со преговарачкиот комитет. Пред 18 години тогашниот министер за внатрешни работи реши во тендерот за пасоши во тоа време да вклучи и новинари. Да вклучи и представници од медиската фела. Нигде не пишуваше дека мора да има еден, двајца кокумина беа таму во тој. Немаме намера да крадеме, немаме намера дупло да играме, бидејќи е тоа околу и тогаш и сега претпоставам околу 20 милиони евра, значи крупен тендер е. Елате, повелете, по Петрески, било кој од Сдружение на новинари, од било кој и независен експерт, во преговарачкиот комитет немаме што да криеме. Ја ве уверувам дека владата нема да одбие присуство на такви експерти. Да, добро, воџи док организациите веројатно ќе продолжат будно да го следат овој процес, ќе видиме како ќе се развиваат работите. Вие покажавте дека знаете да го користите правото на суспензивно вето. Можете ли почесто да го користите? Се разбира сега ова е многу хипотетичко прашање, но ете, да речеме особено во ситуации кога има индиции дека може да се злоупотребува европското знаменце. Опозицијата денеска приговараше, не знам колку оправдано за сите закони, но за дел веројатно да. Бидејќи се чини дека власта почна да става европско знаменце на многу закони во тој дел да. За полесно да ги протурка низ парламентот. Се согласувам. Знаете, мојот пристап према тоа суспензивно, а не апсолутно вето, јасно, беше малку поинако. Значи, каде што нема друго,
ќе го блокираш и ќе го вратиш. Затоа што со суспензивно вето ти му овозможуваш практично тоа исто парламентарно мнозинство, истото попладне да се врати со истото мнозинство, да ти го поднесе повторно и ја ќе морам да го потпишам. Наместо тоа, јас направив една таква ситуација и таква јавна забелешка за кога се обидуваат да предложат закон кој ќе окрене прагот за независни советнички листи на 2%. Мојот став е дека ја можам да вложам суспензивно вето и да бројам 2, 3, 5, 100 сум вратил и ето да градам некоја фигура која е контра владата по секоја цена, за да градам некој свој личен рейтинг. Ја мислам дека идејата на суспензивното вето или на забелешките на председателот е генералната јавност да знае зашто го враќаме тоа. Инаку ја додека го вратам одговорот, тие може да го изгласаат повтор пат. Значи ова е пристапот. Однапред кажувам јавно, ако законот дојде во оваа форма, нема да го потпишам. Како што направи за независните советнички листи и тоа го тргна од парламентарна процедура. Добро, понекогаш не можете оти ги кријат и на брзина ги донесуваат, па мора сепак да дочекате да стигне кај вас законот за легализација на дивоградбите. За ова да ви кажам, јав реакција и писмена реакција од многу невладини друженија и групи. И драго ми е што тоа го тргна од процедура, затоа што гледате сега на овие избори по прв пат во независна сега беше демократски нонсенс, зборувате за прагот за ова, да, беше превисоко кренат. Па превисоко кренат, ама добро е што го тргна од процедура, зашто сега на локалните избори имате една до сега невидена бројка на независни и кандидати и независни советнички листи, што може само да ја збогати демократијата, не може да не уназади. Сакам да ве прашам малку и околу пораката што требаше да испрати дефилето за време на централната манифестација. Вие не бевте организатор, владата мислам дека беше формално. Владата беше организатор, јас бев само повикан во делот на армијата, на армиските единици да дадам одобрение да учествуваат. Мојата теза би била дека презентацијата на моќите на полицијата и на армијата на таков настан, на таков начин да се случеше во времето на владењето на Груевски, се кладам дека ќе го изедначувавме со налудничаво, со обиди за милитаризација на државата, со авторитарност. Сега нема такви коментари. Дали според вас беше избрана најсоодветната форма за тоа како да биде одбележана 30 годишнината? Мислам дека станува збор за тоа е од настан до настан. Претпоставам дека тоа лично видување, мислам дека се луѓето избрани на тендер, дека се тоа режисери, сценаристи и така натаму, луѓе кои се надвор од политичките кругови избрани да го направат концептот. Инаку знаете зашто не предизвика такви коментари дека станува збор за непотребна милитаризација е? Затоа што оваа власт, тоа е факт, у изминативе 4 или 5 години не владее на таков начин. Тоа е точно. И тоа е разликата. Затоа што воена парада со овие пропорции, од овој маштаб, би му легнала на режимот на Груевски. Одлично. Каже, па да. Затоа што знаете сега, не можеме да го негираме и тој факт. Не зборам се за медиските слободи, дека сум воеден медиум. Во оваа држава нема политички затвореници. Во држава медиуми не се затвараат со булдожери, со специјални полициски сили. Така што ова влада има ова власт генерално, јас да се бројам тука, има свој многу мани. Меѓутоа не е позната по употребата на сила и по јавното презентирање на таа моќ. Ако паметите во тоа време, во два наврати во период 2008-2010, во два наврати од тогашното Министерство за одбрана на крајот на годината, со тој трансфер на буџетски средства, беа преземени околу 10 милиони евра и едната и другата година и беа префрлени во полицијата. Во тоа време НАТО, бидејќи ние сме за сето време формален кандидат за членство во Алијансата, НАТО во формални извештаи ни дава коментар во кој вели ова е недозволено. Не смеете да ја милитаризирате полицијата. Тоа е друг профил на сила. Пред малку самиот рековте, јас сум дел од власта, во една поширока смисла вие сте дел од актуелната структура која што е на власт во држава. Неспорно е дека потекнувате, не сте партиски член, се разбира, не сте биле партиски активен, но неспорно е бевте носител на листа на СДСМ и така натаму, така што асоцираноста со таа структура мислам дека не може да се доведува во прашање ако се обидувате сега да бидете председател на сите граѓани. Многу надежи беа собрани за поправање на нештата кои што ги гледавме од 2006 до 2016-17 година, но некако наместо резултати и задоволство сега како да се соочуваме со
разочарувања, со незадоволство кај граѓаните, како вредностите за кои што зборуваше СДСМ да се изгубија некаде по пат. Некако како да се носат одлуки испразнети од вредности, испразнети од содржина, како да се тие сите поврзани со некакви интереси на елитата која што ја води државата. Во тој дел, право не негирам дека сум бил дел, и затоа сум така и прецепиран денеска, дел таа поширока политичка структура, можам по-компетентно да зборувам за делот што подосна прерасна во така наречената шарена револуција, бидејќи во рамките на таа што беше пред шарената револуција бев задолжен за комуникација со невладиниот сектор. Имаше неколку столбови и со граѓанските организации, заедно со уште неколку мина други, бевме задолжени да имаме дневна комуникација, особено за тие големи јавни протестни собири. И моето разочарување, кој ја не го кријам, и сум го кажал и порано, е најголемо во тој дел. Затоа што ако ја земете да направите анализа резултатите кои јас бев носител во прва изборна единица заедно со сите други, од 2016 до овие последниве ланскиве 15 јулски парламентарни избори, таа иста политичка структура предводена од СДСМ, која има 20 на партии, изгуби околу 110.000 гласови. И по проценките и по анализите е најголем дел од овој така наречен граѓански дел, во кој ја и као нечлен на политичка партија и со моите активности претходно со години, чувствував дека некако сум природно поблизок. Во тој дел мислам дека не велам дека очекувањата беа преголеми. Народот, граѓаните никогаш не мислам дека имаат преголеми очекувања. Они имаат очекувања да биде една нормална живеачка и функционериве да се однесуваат на еден пристоен начин, во согласно со државата во која живееме. Таа е мала, по население, по територија, особено по ресурси, тој тип на аздиси и особено коруптивни афери, една да е, наместо 10 порано, поинако одзвонуваат, кај овие што ве поддржуваат. Затоа што, знаете, практично, ако земете од 90 до денес, не постои политичка структура, партија или коалиција, која имала толку голема поддршка од граѓанскиот сектор како структурата од 2016 година. Кога доаѓала на власт. Да. Значи, кога доаѓала на власт, не постои 94-та, 98-та, која сака, 2002-та, 2006-та, никогаш ниту една структура од лево или од десно или од центарот немала таква поддршка, бидејќи општо е познато, и различни причини, за тоа ќе ни треба посебна емисија, зошто тој така наречен граѓански дел е така тешко мобилен во политичката сфера, брзо се разочарува, може да менува страни и од која ќе ги видите 2-3 транзиции на власта од тебе кон мене и обратно, или сите сте исти и не гласа воопшто. Практично политички се пасивизира. Имаме невидена мобилизација и денеска тврдам дека единствената вистинска револуција од пред комунизмот до посткомунизмот до денес кај нас е шарената револуција, која маса народ излегуваше, бара правда. Да, но што се случи со правдата? Големо прашање. Имаме проблематичен состав на судскиот совет, на серија на разрешувања кои што власта се обидува да ги продаде како прочистување на судството, но ако ги видиме образложенијата се некакви процедурални, технички, на промоција во Советот на јавни обвинители во кои што најдобриот млад обвинител ви останува надвор од тие процеси и така на многу чудни работи. Да, знаете, политиките вие може да ставите во политичката платформа или таа предизборна програма што сакате, меѓутоа на крајот на денот тие политики за кои сите ние гласно зборуваме во време на кампањите ги прават сосема конкретни луѓе. И во тој дел мислам дека е најголемата грешка што на некои позиции беа избрани погрешни луѓе. Или доаѓаат локални избори, без намера да влегувам во таа жестока веќе отпочната меѓупартиска пресметка, меѓутоа без да набројувам имиња од оваа структура, зборам за кај што сум бил ја, член и активист долги години. За колкумина од тие 60 градоначалници што беа избрани 2017, денеска би рекле како граѓани. Да, некако, мој граѓан, би рекле добро одработи. Па не да не лицитирам со цифри се и со проценти, меѓутоа за малкумина. Еве во градот во кој живееме, кај што ги знаеме приликите подобро, јас се надам дека таму кај што сега се направија кадровски смени во смисла на кандидатурите, дека тие ќе понудат поинаков квалитет. Инаку директната демократија, најблиската демократија до граѓаниот е на локално ниво. Ако тука човекот не е задоволен или не може да те види после изборот, ја во тој дел се обидам и како председател да направам една дистинкција. Јас сметам дека ја би морал да бидам меѓу граѓаните. Не да се изолирам некаде тамо на водно и да прашуваат да бе жив ли е, што прави, го нема, не сме го чуле, неговиот последен пост, ја не знам кога и кога. Имавме примери и такви.
ali тоа дотолку повеќе треба да важи за оние кои се градоначалници, советници, општински и така натаму. Пратеници. Да, би сакал Блиц да поминеме неколку актуелни теми, попис, избори, Бугарија, бегалци од Афганистан. Дали сте во тек колку се сериозни проблемите со апликацијата за пописот? Следиме соопштение од Државниот завод за статистика. Денеска последното вели дека активно се работи на адресирање на проблемите, дека поради тоа е малку забавено темпото, не и запрено со пописот и дека тој процес напредува со надеж дека за известно време и целосно ќе бидат санирани проблемите. Имате увид во тоа, бидејќи е важно тој процес да се одвива како што треба? Немам увид колку е сложен, бидејќи во тие технички компоненти не се разбирам. Вас ве попиша? Не. До овој момент не. Јас се надам дека ќе дојдат таму кај што сега живеам. Веројатно и комплициран е пристапот, Затоа што не е комплициран, него ја имам друга адреса на живење, претпоставам, сега живеам на друго место. Меѓутоа, немате увид во ова колку е сериозно и дали може да го доведе во прашање процесот? Знаете што, не знам колку е сериозно технички аспект, не знам колку е тоа сложено. Меѓутоа, знам дека има доволно време до 30 септември, бидејќи овој пат пописот, постарите паметат, претходните пописи пред многу децении траја по 15 дена. Ово е предвидено да трае 25 дена. И ако е точно, а нема причина да се сомневаме во ова, што го вели Заводот за статистика, дека досега се попишени околу 200.000 луѓе со сите тие технички проблеми, дека до 30 ќе се заврши целата операција. Ние мораме да ја завршиме тоа. Ако треба ќе го измениме законот и ќе ја направиме дека уште 5 дена ќе треба да се попишуваме. Не можам да видам варијанта во која нема да се попишеме ради технички проблеми. Едноставно. И одбивам да се согласам со таква варијанта. Дали мислите дека соодветно се проценуваат ризиците кои што ги носи примената на новата технологија на изборниот ден? Станува збор за уреди за биометриска идентификација на гласачите, но за жал тие ќе имаат својата премиера на 17 октомври, без претходно да се провери дали сето тоа функционира, дали е тоа бомба која што може да ни експлодира на денот на изборите. Добро, постои алтернативен начин на гласање. Да. Ако немате интернет покритие, ако нешто технички откаже, можете и на традиционален начин да кажем да се изјасните за кого сте. Лошото е што немавме макар еден-два пилот проекти, например некакви предвремени локални избори на кои можеме или да ги провериме тие работи. Знаете дека тоа беше поврзано со многу контроверзии. Опозицијата инсистираше, власта, за да овозможи кредибилен процес, на крајот се согласи, инаку претходно имаше месечини проблеми и во тендерирањето и така натаму. Јас мислам дека државата и сите тие 3.500 избирачки одбори мора на денот да бидат подготвени да го спроведат процесот и ако нешто откаже. Меѓутоа, ако сте дале, се зборам као граѓани, ако сте дале 11,4 милиони евра за таа апаратура, сите тие фингерпринтови, срамота е, и се повторно збориме за системските пропусти и после 30 години независност, срамота би било ако не можете да излечете изборен процес. Тоа е наводно земено од фирма со висока репутација, ќе раководат со тоа луѓе кои се би морале до денот до 17 октомври да бидат добро обучени. Не прифаќам ништо друго. Едноставно, и знаете што? Во тој случај, ако тоа закаже, не дај Боже, на територија, на поголем дел од нашава територија, после кој ќе каже на опозиционите партии дека се беше легитимно? На која опсе, на кој оддихар ќе му кажеме дека беше демократски процесот, ако тоа падне дента и имаме гласање као претходно? Не само што парите џабе сме ги дали, но сомножата е голема. Актуелно е и прашањето за афганистанските бегалци. До сега околу 150 луѓе дојдоа во Северна Македонија. На толку ли ќе остане? Имаше најави за многу повеќе. Меѓутоа морам да ви кажам дека во последен момент некои од авионите беа рерутирани, како ги нарекуваат. Има околу 100 луѓе кои се во Казахстан, кои наводно подоцна треба да стигнат кај нас, извлечени од Афганистан. Не знам што од тоа ќе се случи. Гледам и на други места, во други држави, најавите беа за една бројка, подојдоа друга бројка. Практично не постои држава, ги има околу 20 да немаат резерва нашите националисти. Во светот околу 20 држави прифатија до сега. Известна бројка, поголема, помала на луѓе од Афганистан. Меѓутоа, во ниту една од тие држави, почнувајќи од Америка или Канада, која е најприемчива према тие доселеници, не дојде бројката која беше претходно најавена. Меѓутоа, колку и да биде бројката поголема, да речеме и 600, 700, се разбира, не зборувам за 100.000, државата е подготвена да ги прифати. Тука
Можем и да ви дадам една информација од напред, бидејќи тоа ќе го најавиме, предпоставам, ден предходно. За овој следниот сега понеделник, јас најавив до членовите на Советот за безбедност нова седница, на која сакам и тоа прашање прифатот на афганистанските бегалци, да ги наречеме мигранти, како да ги наречеме, ќе биде претресен. Има некакви проблематични мене посебно ме аспекти, па за тоа го досега ги досекувате? ги имаме во хотел Белви, оваа група што ја спомнавте. Меѓутоа, тоа ќе го видиме, мора да се вкалапи во правниот режим во државата, затоа што тие се сместени во хотел и имаат сосема слободно движење. Имаат режим на комплетно слободно движење. Што знаете, имаме луѓе кои се повратници од блискоисточните боишта. Не многу, меѓутоа ги имаме. И тие не се многу стрекни со тие луѓе, сметаат дека тие биле соработници на американскиот окупатор таму. Ако им дадеме на тие луѓе тотално слободен аксес, пристап, не знам, во шопинг молови, во театри, не зборам за образование и за здравство, кое исто така мора на посебен начин да биде уредено, ние ќе ги доведеме, нивната безбедност ќе биде доведена во опасност. Да, досега една друга теза се варираше за тоа дали нашите безбедносни служби ги имаат проверено и така натаму, дали евентуално меѓу нив има... Проверките се направени за овие 145-6 колку се, направени се. Вие сосема обратно зборувате за прашањето на нивната безбедност, а не на нашата безбедност. Овде имаме луѓе кои се повратници, еден а ги имаме десетина, кои се повратници од Ирак, од Сирија. И веќе има коментари од нив дека овие не ни требаат, бидејќи тие се американски шпиони и соработници на окупатор. Наспротив обичните коментари во дел од јавноста за тоа дека не ни требале тие луѓе, овде мислите ли дека државата треба да размислува за интеграција на дел од тие луѓе во нашето општество, потенцијално да речем? Може би ете во агенцијата за разузнавање може да има луѓе. Не знам дали досегаме ние до таму со работат. Тие се работат. прво да одиме фаза по фаза, тие се странски државјани. Не зборувам за интеграција која што ќе трае со во месеци, за со разузнавање, години. например, не може да работи човек или во АНБ кој има двоен државјанин, например. Така што прво тие сега и Дури имаат да овој додаде квалитет кој што го нема агенцијата за разузнавање. Извинете се што помалку сум. Не, мислам дека тој аспект на ако зборуваме се за тероризам и потенцијални закани, агенцијата досега добро го покрива. Не, можеме да зборуваме за... Мислам во оваа смисла, затоа што агенцијата за разузнавање е отворена према надвор, нели покрива надвор. Предпоставам дека во агенцијата има многу малку или воопшто да нема луѓе кои што ги зборуваат тие јазици прво. Не би сакал да го откажам тоа отворено, меѓутоа сугерирате да врбуваме некој од нив да работат за нас. Тоа мислам да ги интегрираме во општеството. Не, агенцијата ми падна прва како идеја затоа што сте директно надлежен за неа. Инаку генерално за општеството зборувам. Во Нам ни општеството фалат луѓе, ни одат луѓето. Тоа е ако зборувате со сите работодавачи по овие стопански комори, они ќе ви го кажат тоа, меѓутоа знаете објективно и постои за жал, постои една таква една Не. Постои и таква една генерална перцепција, едно расположение кај обичните луѓе, кое не е многу наклонето да прифаќа луѓе од таму и што е најважно, тие луѓе јас се сомнам дека би сакале да се интегрираат во Северна Македонија пред се од економски причини. Тие би сакале како што беше големиот мигрантски бран 15-16 од тука по балканската рута да отидат минимум до Австрија, ако не и до нордиските земји. Што очекувате како заклучоци од Советот за безбедност? На Советот за безбедност ќе разговараме за две точки. Може и нешто и евентуално да побараме информација што е последно во однос на голема трагедија во Тетово, меѓутоа ова е едното за афганистанците, другото е мислам дека е баш сега време кога сме на излез од таа сезона во која имавме серија пожари со девастирачки ефекти врз локалната средина, животна средина, врз економија, да видиме да констатираме кои беа евентуалните слабости кои ги имаше неспорно во системот за управување со кризи и да по можност направиме неколку препораки, тоа е задача на Советот, препораки до владата, да барем следната сезона, тоа не е летна сезона, имаме и проблеми и зимно време од тој аспект менеджирање на кризи, да барем таа следна непогода, која не е предизвикана најчесто од човек, да ја дочекаме поспремни, затоа што објективно е недозволено да се расправаме со денови додека пламтат сите тие пожари, дали канадерите требало да бидат сервисирани порано, подоцна, па што е проблемот со тендерот, тоа мора да биде цакум-пакум спремено и подготвено за дејство. Што се случува на планот на односите со Бугарија? Некако представници на владата креираат атмосфера во која што
треба да разбереме дека само отсуството на политичка влада во Бугарија како да е проблем и дека штом се формира политичка влада, готово ги затвораме отворените прашања. Знаете дека не е така. Знаете дека не е така, вие го следите тој проблем како и сите други. За жал, прво не знаеме кој ќе биде во новата влада. Самиот чин на правење на политичка влада нема да гарантира дека ќе го решиме проблемот за 24 сата. Не знаеме кој ќе влезе. Од овие што се претенденти да влезат и дури новите партии кои се појавија последниве месеци може да бидат дури да предводат една влада, нивните ставови се непроменети во однос на таа така наречена декларација на Бугарско собрание и позициите на нивната влада поранешна. Кај дел од партиите како да има еден по-конструктивен однос, но добро да не ми отежнуваме сега за да работат нив. Ево да ви кажам, да речеме пред едно, не знам, 10-15 дена службената влада преку незиното службено Министерство за надворешни работи има пратен еден допис, има такви серија дописи, меѓутоа еден последен допис на кој им објаснува на своите европски партнери во рамки на Европската унија зошто не може како службена влада, се вика службена влада, зашто не може да даде зелено светло и со тоа не е само една реченица, ние не можеме бидејќи по устав и закон тоа не може да го направиме, инаку може да го направат формално правно. Тие понатаму имаат уште 3-4 страници, објаснуваат, влегуваат во историја и велат дека ние не сме го исполниле договорот од 2017, има серија пасуси, страници каде не сме го. Па зборуваат за говор на омраза против бугарите, за малтретманот наводно на бугарите кои живеат во Северна Македонија, така. Значи и службената влада, бидејќи знаете, тамо се формираше едно мислење, тоа беше општ консензус, од кој многу тешко можеш да излезеш, и службената влада ја следи апсолутно реториката на претходните политички влади. Така што, инаку немојте да забораваме една друга работа. Во Бугарија нема влада, меѓутоа и единствен со целосен капацитет е председателот, собранието е распуштено, но и председателот во ноември има реизбор. Тој веќе го најави својата кандидатура за тоа. Така што предпоставам дека и за него, еве кога би можел самиот да реши, не верам дека може самиот да реши, и за него би било високо политички ризично да каже зелено светло за Северна Македонија, а влегува во кампања. Им го триете носот на дипломатите на земјите членки на ЕУ, затоа што не го испорачаа тоа што го ветија. Па ја него користам тој израз и добро, јас послободно го. Не, објективно, како не членка не може да триете нос никому што е внатре. Чи да сте голем Турција, например, е огромна држава, формален кандидат, не може да им покажува мускули, ако сака да влезе во Европската унија, не може да покажува мускули и на најмалата земја членка на ЕУ, просто надвор си, молиш да влезеш и правиш компромиси, не можеш да настапаш од позиција на суперсила. Инаку ќе имаме посета. Јас мислам дека во текот на вчерашниот ден е потврдено дека на 28 септември доаѓа фон дер Лајен доаѓа во посета на Скопје. Гледате некаков прозорец сепак на можности ако се формира политичка влада по ноемвриските избори во Бугарија заедно со председателските, дека е можно нешто да се случи, особено во контекст на тие 5-6 некакви точки кои што зборуваме за до крајот на годината. Да. Не, велам време во кој временски период проценувате дека може некаков пробив? Не за да направам вештачки баланс со овие кои се оптимисти во владата. Да, тие зборуваат за декември, да. Не, зборуваат за декември. Ја мислам дека шансите до декември да ја завршиме работата позитивно за нас се далеку помали од шансите да не ја завршиме работата до декември. Добро. Добивте ли забелешки за цитирањата на Мисирков? Не. Не. До овој момент не. Не знам дали тоа е немам, јавно. не. Не, сакам да кажам дека не знам дали е јавено на друга работа, сакам да ви кажам, се надам дека тоа нема да го откажат. Не, затоа што сите цитати чув и од некои други ваши колеги вечерта по мојот говор, зборувате за мојот говор на 30 години независност. Да, и некои други колеги ваши ме праша дали нема да реагираат се нашите јужни соседи. А и за Грција, инаку јас за Бугарија ве прашав. А за Бугарија? Јас ве прашав за Бугарија во делот на цитирањето на Мисирков. Не, мене за инаку во делот на Грција имавте многу пати споменување во историски контекст Македонија и Република Македонија. Ако верувате дека македонска држава, секое споменување на Република Македонија или беше во историски контекст, инаку
сосема добро знам дека Преспанскиот договор дозволува во тој дел македонски граѓани да се употребуваат кај државјанство. Сакав нешто да кажете, дека не е Не, објавено. сакам да кажам дека да најавам здравје Божи уште од сега дека на почетокот на октомври, на 5 и на 6 октомври прецизно со Господ напред треба да се случи првата официјална посета на еден председател Северна Македонија на Република Грција. Ќе одите во Атина, Тоа е кај потврдено колешката која што има кај тешко колешката. презиме Тешко и презиме. да не го сгрешиме, нема Така да го и ова, да го ако кажем. можеме еден дел во тоа, ја видов првичната најава за првичното сценарио за посетите таму, зборам за политичкиот дел се разбира. Ќе Има бидете примени од премиерот? и од премиерот и од спикерот на парламентот, меѓутоа ова што е интересно, а ние мораме нешто од тоа да учиме, да ни дојде у глава конечно после 30 години независност, ми закажа и ми понудија средба со лидерот на опозицијата. И јас се бидејќи знам какви се балканските политики, прашав да не тоа предизвика некаква реакција од оние што се во власт. Не вели, традиција е кога доаѓаат такви гости од надвор, традиција е да се видат и со лидерот на опозицијата кој и да е. Замислете колку добра пракса. Да. Водите ли белешки за мемуари утре? Мислам дека е соодветен контекстот да ве прашам за тоа, бидејќи само што се навршија 30 години независност. Вода. И меѓутоа во таа работа очекувам да ми помогнат и некои од моите некогашни и денешни соработници. Добро, важно е тоа, затоа што мемуарите веројатно ќе бидат поавтентични тогаш. Да, јас да не кажем се конкретно имиња, меѓутоа бидејќи беше голем повод 30 години независна држава, јас со двајца од тие големи, крупни политички, најголеми политички актери имам разговарано многу пати и еден од нив имам убедувано да напише мемуари. Меѓутоа бев одбиен. Ја мислам дека е тоа погрешен пристап. Добро. Особено оние кои ја правеа државата во раните 90-ти, тоа е што ќе им оставиме на децата. Мемуарите не се примарен извор во историјата, но се помошен извор и се важно Би било четиво, добро, да. знаете, разбирам, секој од нас ја глорификува својата улога, ги минимизира своите грешки, ги критикува повеќе своите современици, меѓутоа и тоа е, еве нека биде секундарен извор. Зашто да не го оставиме зад себе? Конечно, граѓаните не плаќаат, меѓу другото да се работиме нешто за нив. И се ако немаме и такви извори, утре зошто други да зборуваат за тоа што ние сме работили или не сме сработиле? Кажете вие што сте сработиле. Благодарам што бевте дел од 360 степени. Благодарам за поканата. Наместо одјава да ги оттагуваме жртвите, да сочувствуваме со нивните семејства, институциите да го расчистат случајот, а сите заедно, како што вели Пендаровски, да преиспитаме совеста, да почнеме да се менуваме на подобро, за погордо и подостоинствено да го дочекаме следниот јубилеј на независноста. Заврши 360 степени.